ова издание. Председателот Трамп на митинг во Толидо, Охајо, ја правдаше одлуката да биде елиминиран иранскиот генерал Солемани во воздушен напад. Дали Франција ја ублажува риториката за Европската унија, што најавува Хрватска како нов председавач за Скопје, но и за Тирана. Климатски промени, топење на глечерите денес, сериозни проблеми утре. Останете со нас. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Ньюсфлеш на Гласот на Америка на македонски, јас сум Јане Бојаджиевски. Медена земја деновиве во САД доби неколку нови престижни награди за најдобар документарец и за кинематографија. Македонскиот тим ја прими наградата за најдобар документарен филм што ја доделува најпрестижното здружение на филмски критичари во Америка, New York Film Critics Circle. Да подсетиме, Медена земја е и во потесниот избор за номинација за Оскар, и тоа во две категории, за најдобар документарец и за најдобар странски филм. Номинациите ќе бидат соопштени в понеделник на 13 јануари. Многу среќа и од Вашингтон. На почеток, вестите на денот. If you dare to threaten our citizens, you do so at your own grave peril. Американскиот претседател Доналд Трамп го прослави елиминирањето на иранскиот генерал Солемани на митинг во Толидо, Охајо. Истовремено ги исмејуваше демократите дека бараат претходно информација за армиска операција. Пред присутните симпатизери во Охајо рече дека во делот секунда донел одлука со која би биле спасени американски животи. Трамп рече дека го нареди воздушниот напад во кој беше убиен Сулеймани затоа што иранскиот командант планирал сериозни понатамошни напади врз американски амбасади. Иран го покани Националниот борд за безбедност во сообраќајот, американска агенција која спроведува истрага за инциденти, за да учествува во истрагата за причините за уривањето на украинскиот патнички авион во близина на Техеран. Дали Франција ја ублажува реториката за Европската унија? Западен Балкан нема алтернатива за членство, соопштение по средбата на амбасадорот Тимоние и вице-премиерот Османи. Хрватска е нова земја председава со ЕУ и најави дека очекува во наредните месеци датум за преговори и за Скопје, но и за Тирана. Деталите од Владимир Мирчевски. Позитивни тонови за иднината на проширувањето и за ЕУ перспективата на Северна Македонија произлегува од денешниот состанок на новата Европска комисија и државниот врв на Хрватска, земја членка која пред 10 дена го презеде председавањето со Унијата. Хрватскиот премиер Андреј Пленковиќ верува дека процесот на доделување датум за почеток на преговори со Скопје и со Тирана ќе се деблокира до самитот меѓу ЕУ и Западен Балкан, закажан за мај во Загреб. Otvorili smo za nas u političkom smislu važnu temu, to je pitanje. Го отворивме за нас важното прашање во политичка смисла за проширувањето кон југоистокот на Европа, кон нашите соседни земји. Затоа овде на почетокот на мај имаме состанок. Сакаме да внесеме нова динамика и да можеме да ја решиме и деблокираме ситуацијата околу преговорите со Северна Македонија и Албанија. Председателката на Европската комисија прецизира дека наредниот месец ќе биде клучен. До тогаш Урсула фон дер Лајен очекува да се изготви новата методологија за проширувањето со што би се задоволиле барањата на Франција. Прво реформа во Унијата, па датум за преговори. Овие два процеса според шефицата на комисијата треба да се движат паралелно, а не одвоено. We should find a way that the parallel process for North Macedonia. Треба да најдеме начин, паралелен процес за Северна Македонија и Албанија да има отворена врата. Значи ова е паралелен процес, обновување на методологијата на пристапување и да продолжиме со процесот со овие две земји. Уверена сум дека овој процес не треба да оневозможи почеток на пристапни преговори со Северна Македонија и Албанија. Од нив многу баравме, тие исполнија, треба да испорачаме и да ги исполниме ветувањата. За ова прашање денеска разговарале и вице-премиерот за европски прашања францускиот амбасадор. Османи и Тимоние според владиното соопштение се согласиле дека Северна Македонија и останатите земји од регионот немаат друга алтернатива освен полноправно членство во Европската унија. За Гласот на Америка од Скопје, Владимир Мирчевски. Нова студија покажува дека глечерите ширум светот годишно губат 369 милиарди тони снег и мраз. Ледената покривка на Гренланд има доволно вода за да го подигне нивото на морето за речиси 7,5 метри. Араша Рабасади објаснува за сериозни проблеми утре. Истражувачите од овој камп, кој што има поглед на глечерот Хелхем на Гренланд, имаат лоши вести. Овој глечер се повлекол за повеќе од 10 километри во последната деценија и од таа позиција лево до таму каде што го гледате денес.
Во 2018 година, истражувачите тука ја снимија оваа снимка на големи парчиња мраз кои се откинуваат. Научниците, како што е Дейвид Холанд од Универзитетот во Њујорк, ги наблюдуваат и мерат климатските промени. Ова лето Холанд регистрираше рекордни температури и топење на мразот. Големите глечери се повлекуваат. Можеме да го утврдиме тоа преку сателитите, ефективни камери во Вселената. И гледаме многу силен сигнал на топење кој доаѓа од овој глечер надвор од западен Антарктик, наречен Твајтекс. НАСА и Европската вселенска агенција во декември објавија студија која покажува дека ледената покривка на Гренланд брзо се топи, губејќи речиси 4 трилиони метрички тони помеѓу 1992 и 2018 година. Холанд вели дека слична е судбината и на Антарктикот. Тој глечер задржува неколку други глечери на западен Антарктик. Значи, вкупно може да замислите не дека тоа ќе се случи, но може да се случи, да се ослободат до 3 метри од морското ниво. Градовите, како Александрија во Египет, преземаат мерки за да ги забават брановите, бидејќи подигнувањето на морското ниво покрај површините мраз влијае на морското ниво насекаде. Потоплите води околу глечерите кои се повлекуваат, како тој на Антарктикот, го забрзуваат процесот. Овој глечер е нестабилен. Сега се повлекува побрзо од порано и тоа може да влијае на промена на морското ниво. Студијата, објавена во април во списанието Nature, покажа дека глечерите ширум светот годишно губат 369 милиарди тони снег и мраз. Ледената покривка на Гренланд сама има доволно вода за да го подигне нивото на морето, за речиси 7,5 метри. А на истата тема, петочниот Newsflash го завршуваме со најновите проценки дека глобалната емисија на јаглерод диоксид во 2019 се зголемила за 6%. Во време кога научниците велат светот да го спречи најлошото од климатските промени, сепак има податоци и добра вест. Еве што велат експертите за ова. Известува Стив Барагона. Оваа година 3 од првите 10 производители на јаглен во САД банкротираа. Тие се најновите жртви на падот на индустријата. Производството на јаглен во САД опадна за повеќе од третина во споредба со 2008, кога беше највисоко и се очекува да продолжи да опаѓа. Секретарот за енергетика и заштита на животната средина на Кентаки, Чарлс Набели, и поранешен извршен директор на компанијата за производство на јаглен, рече. Мислам дека поголема е веројатноста за пад одошто за пораст. Всушност мислам дека ќе биде многу лошо. Председателот Доналд Трамп во 2016 водеше кампања за заживување на индустријата за јаглен. Тој ги олесни регулативите за загадување, за кои рече дека ја кочат оваа индустрија. Но електраните на јаглен се затвораат низ целата земја. Со напредокот во дупчењето, природниот газ стана поевтин. Се намали цената на ветерната и соларната енергија. Тоа се случи побрзо отколку што се очекуваше, вели економистот Роберт Готби од Универзитетот на Вајоминг. Пазарните сили го преместија пазарот на јаглен на место што повеќето од нас не го очекуваа за толку краток временски период. Ситуацијата со работните места во индустријата за јаглен не се подобри откако Трамп ја презеде функцијата. Овие движења на пазарот се една од причините што глобалната емисија на јаглен се намали за речиси 1% во 2019, вели председателот на Global Carbon проектот Роб Джексон. Гледаме дека има навистина брз пат на употребата на јаглен и овде во САД и во Европа. И на двете места употребата на јаглен само за оваа година е намалена за 10%. Но потрошувачката на јаглен оваа година се зголеми во Индија и во Кина, најголемите потрошувачи на јаглен во светот. И двете земји планираат да изградат повеќе постројки за јаглен. Ова предизвикува загриженост. Го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски од студиото во Вашингтон. Следете не преку Facebook и Instagram. Пријатна вечер и пријатен викенд.